неколку работи во однос на процедурата и начинот на почетокот, односно обидот за почеток на седница, а после мојата елаборација по однос на ова, ќе побарам ново процедурално по однос на ова што ви го покажувам цело време, а тоа чекам вие да дадете одговор на ова писмо кое што е испратено до вас и се однесува на работата на Комисијата за европски прашања. Имено, формирањето на работните тела во собранието се одвива врз основа на деловникот и одлука која што ја донесуваме сите ние заедничко. И таа одлука предвидува формирање на работни тела по различни тематики, во кои што членуваат членови и заменици, а кои што се одредуваат врз основа на процентуален количник кој што доаѓа од резултатите на последните избори. И врз основа на тоа, како е направена, какви се резултатите од последните избори, ние имаме членови и заменици во овие комисии. И потокму поради оваа причина, почитувам председателе, ве молам да ме слушате, тие членови и заменици имаат обврска да присуствуваат, учествуваат и работат на седниците на работните тела, односно на комисиите. И токму поради тоа, не ви е во функција деловникот за работа на собранието на пленарни седници, затоа што јас и моите заменици координатори немаме обврска да ви присуствуваме на сите седници на работните тела на кои што не сме членови. Под предпоставка, еве ние да не сме тука присутни, а вие не давате можност да членовите на комисијата се јават за процедурални, кое што морам да кажам сум изненаден, затоа што нити сте прв, нема да видите ни последен кој што водел комисија. До сега на секоја комисија и на вклучително и на оваа, вклучително и вие сте давале право и можност да членовите на комисијата, кое што е прво логички, а второ и правно издржано, да се јават и да побараат процедурално, односно толкување на дел од она што вие го работите, а сме ви го дале ние како пратеници, како обврска и можност да го работите, и токму тоа ни дава за право да ви кажеме дека ова што сега го правите со времето, прво не е така и не може и не смее да биде така, затоа што членовите на оваа комисија ги имаат истите права како вас. Разликата меѓу вас и овие членови е тоа што вие поради тоа што вие можете да председавате со комисијата и таа ви дава одредени можности. Ама тоа не ги скратува можностите на другите членови на комисијата да рамноправно учествуваат во работата на оваа комисија. Затоа, председателе, ќе почнете и ќе продолжите да си работите врз основа на тоа што го работевме во минатото и врз основа на тоа што го дава право деловникот и кој што го дава праксата, затоа што не така одамна имавме ситуација кога одреден пратеник овде читаше поезија, па и молчеше на оваа говорница, и никој не го спроводуваше правото. Да завршам со мислата. Ви благодарам. Не гоускратуваше правото да го прави тој пратеник тоа. Вие денеска влегувате во основните човекови права, а тоа е правото на мисла, правото на збор, посебно на пратеници кои што доаѓаат и се избрани од изборни единици и ги представуваат граѓаните. Да се скрати можноста за дискусија на комисии, а ние, начинот на поставеноста на ова собрание е работа на комисии и тука се решаваат работите, затоа е и дадено правото да се зборува бесконечно, за да можат работите да бидат кажани онака како што треба, транспарентно и на ниво, и затоа е ограничувањето на пленарни седници, каде што секој пратеник има можност да зборува по 10 минути, а овластениот пратеник од пратеничката група или координаторот 15 или 20 минути во зависност од законот, законското решение или постапката која што се решава, и таму имаме ограничување. Е токму поради таа причина председателя на комисија, да ја завршам мислата. Токму поради тоа, почитувам председателя на комисија, одлучено е и
замислата е да овие комисии функционираат на начин на кој што функционираат. Ви се чудам кој ви го дава правото да вие тука ограничувате зборење, посебно еве на процедурално на координатор, па 9 пати да ми се заблагодарувате, не завршувајќи го она што сакам да го кажам, а впрочем морам да ви кажам дека за ова уште не сме почнале да разговараме на вторава тема, ама се надевам дека по завршувањето на ова и доколку нема друг за процедурално, ќе ми дозволите да се обратам за ова уште пофлагрантно кршење на процедурите во ова собрание, а тоа е што не одговарате на да завршам мислата. А посебно што не одговарате на писмо подпишано од 44 пратеници од најголемата опозициона партија по однос на она што ги интересира граѓаните во нашата држава. Имено сега ме терате да бегам од тема на тема, ама морам да ја најавам темата, се однесува на заклучоците на Европската унија на Западниот Балкан, а чинам дека вие еден период бевте вице-премиер за евроинтеграции и страшно и лошо е за државата доколку вие бегате од оваа тема и не дозволите на Комисијата за европски прашања да се разговара за ова, а безпоштедно да се борите за да го продолжите рокот, односно непензионирањето на одредени судии кои што вас ќе ви бидат од корист. Не знам кој ви ја даде задачава, ама премногу сте млад и премногу има кариера пред вас за вие да браните некоја ваква работа. Многу сум изненаден, посебно од вас, затоа што граѓаните она што го очекуваат не се случува во државата, барање на опозиција, 44 пратеници да дискутираат со писмо на време поднесено. Денеска не одбивте на пленарна седница, извлекувајќи се, да ја завршам мислата. Денеска не одбивте, добро, дозволете ми да ја завршам мислата, вака ако не ми влегувате, може и побрзо да завршиме. Воспротивно, така да оставете ме да си ја завршам мислата, широк сум во мислата, ама тоа е тоа сега, ќе не истрпите. Веќе кога не сакате процедура, ќе слушате некој што зборува на темава. И тоа на темава зборувам. Замислете да излезам од темава и да почнем. Така е, така е. Сега, ако сме кај процедуралното, да ве потсетам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН, а и не само на ВМРО ДПМН, сите пратеници во ова собрание имаат право, еве ќе ви повторам за вас, дека се поделени по различни комисии и не е обврска, затоа има еден координатор и двајца заменици координатори да членуваат во секоја комисија. Одговорете ми вие, ве молам на ова моја процедурално кога ќе завршам, како бидејќи не сме членови координаторите и замениците координатори, таму во тие комисии каде што ние не сме членови, кој ќе побара процедурално според вашава логика? Еве не сме членови на одредени комисии. Ниту јас, ниту моите заменички. На кој начин и кој ќе побара процедурално во тие комисии? Или нема да барам? Вас ви одговара така да нема процедурални, а устите ви се полни со транспарентност и запознавање на јавноста и медиумите со темите за кои што зборуваме. Затоа ние денеска имавме прилика да видиме во 15:40 закажување на седница за 16 часот, при тоа да се има во предвид дека предходно на седница закажана за 11 часот, која почна во 12:30, во 12:54 се закажаат дополнително уште 6 други седници, кои што исто така овие пратеници треба да се спремаат. Немојте да ми зборувате за транспарентност, немојте да ми зборувате, да завршам мислата. Немојте да ми зборувате за транспарентност, немојте да ми зборувате за јавност, затоа што ова што вие го правите е класична узурпација на собранието и можноста да водите седници. Немојте да мислите дека ќе бидете вечно таму на тие седишта кај што седите. Немојте да мислите дека оваа работа ќе биде заборавена. Во оваа зграда има институционална меморија и сите негативни работи кога тогаш покасно или порано се враќаат и се удараат од глава. Почитувам председателе, немојте да ги заборавите овие работи. Начинот на кој што вие во моментот действувате е се само далеку од името на оваа комисија, а тоа е Комисија за европски прашања. Почитувањето на правата, почитувањето на деловникот, почитувањето на процедурите е се само е многу далеко од она што вие го зборувате. Се прашувам како утре еве имаме средба со тие европратеници ќе дојдат да ја завршам мислата. Не, навистина да се сослушаме, господине Мицевски, колега Мицевски. Не, времето истече. Чекајте, трпеливи. Времето истече 7 минути повеќе од предвиденото. Ве замолувам со една реченица да заокружите. Ве молам.
да почитуваме деловник. Чено времето за процедурално. Член 88. Каде има таму за работни тела? 88. Ајде да го дозволи. Не. Еве сега. Што вика член 88? Фала сега. Сега ќе Ама расчистиме сега- и со член Да не се 88. доведеме во непријатна Не. ситуација. Значи, Знам дека на координатор на тензии, но не е пратеничка окей. група, заменик координатор и пратеници кои не се Да, членови на читај го, пратеници, читај го. сакаат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор штом ќе побара. Да. Координатор на пратеничка група, заменик координатор на пратеничка и пратеници кои не се членови на пратеничка група, должни се да ја наведат одредбата од деловникот и да образуваат во што се состои неправилната примена на одредбата. Ова се однесува за пленарна седница. Ајде молам, сега најдете член и точка. Окей. Член Фала. што се однесува за работа на работни тела. Еве, оваа комисија нема координатор и заменик координатор од редовите на нашиот координатор и заменик координатор пријавени до председател. Благодарам. Кој ќе побара процедурално и кој ќе се јави на оваа седница? Ве молам, одговорете. Да, сега ќе ви одговорам. Одговорете ми за да продолжам, не ја завршив Не, мислата. ви благодарам. Ви благодарам. Добро, се јавувам веднаш затоа што прво не завршив за ова, а второ имам Ви друго благодарам. по однос на писмото процедурално кое што ќе се јавам веднаш штом ќе ми одговорите на ова што ве Ви прашав благодарам. сега.